Се наоѓаме во депандансот на локалниот музеј Галерија Кавадарци, наречен Куќа на мирис и вкус, а со нас тука е Томе Крстевски, виш кустос етнолог, кој што ќе ни ја раскаже приказната за овој навистина интересен и несекојдневен музеј, од кога постои, како се родила идејата и приказната за неговото создавање и како тој функционира за сите овие години. Добро дојдовте во Кавадарци, добро дојдовте во нашиот музеј. Куќите на мирис и вкус музеј е создаден 2013 година како заеднички проект со општина Едеса од Република Грција пред ИПАРД фондовите, каде што и таму се представува традиционалната храна, исто така и во нашиот музеј. Имавме тогаш постојана поставка која што беше темата, концептот представување на традиционалната тиквешка храна. Но со развојот на музејот и дејноста на музејската дејност е пред се тоа да се развива поставката и денес имаме поставка која што го представува карактерот на наше Кавадарци и концептот наш да ја представи храната, виното и музиката. Зошто таков интересен назив сте му дали? Куќа на мирис и вкус. Затоа што Кавадарци е познат по тоа што има добри вина, добра ракија, вкусот, мирисот сепак се работи за храната која што ја имаме, поготово храната која што и од турскиот период има оставено влијание врз не само врз предметите кои што ги имаме тука за производство, правење на храна и производство на храна, него и самата храна, разни видови на јадења кои што се користат и до ден денес на овие простори, во овој етнички предел Тиквеш. Музејот ни е составен од 4 дела: винарски дел, селска куќа, селска соба, градска соба, спомен собите на Васил Хаџиманов и Никола Бадев. Ќе започнеме со овие два предмети кои се археолошки артефакти во оваа етнолошка поставка која што се доказ за производство на вино и на ракија. Од кога потекнуваат овие артефакти? Втори век пред наша ера, но треба да спомнеме дека имаме развој на лозарството и винарството во Тиквишијата од тој период и сите овие предмети кои и потекнуваат од тој период и сите овие предмети се најдени на територијата на општина Кавадарци од археолошки локалитети. Ова се бахинали игри кои што се одржувале во одреден временски период каде што се славел богот Бахус. Но треба да го споменеме тука и богот Дионис. Во античкиот период на овие простори се славел богот Дионис, односно имало Дионисови игри во Тиквишијата. Кон крајот на март се одржувале мали Дионисови игри или селски Дионисови игри, а во првата половина на април месец се големите, односно градските Дионисови игри. Овие Дионисови игри и бахиналиите секогаш содржале разни театралности, тривијалности, блудови. Дури има и податок каде што постои податок, пише документ дека 168 година пред нашата ера императорот Проб, кој што бил тука на овие простори, ги забранил тие игри бидејќи имало премногу блуд. Чествувањата кои што потекнуваат од овие славења на Дионис и на Бахус, можеме да ги поврземе со развојот на лозарството и винарството, да дојдеме до Свети Трифун. Денес го чествуваме Свети Трифун, кој потекнува тоа чествување од 18 век, каде што го славиме Свети Трифун како заштитник на лозарите и овоштарите, но во Кавадарци Свети Трифун го слават и мијанџиите. Тоа е останато и до денес? И до ден денес, но исто така и денес имаме чествување Гроздобер во Тиквишијата, кој што се одржува по повод ослободувањето на Кавадарци, по повод независноста на Републиката. Славење, реков, трае 3 дена, каде што доминира гроздот.
Да ја погледнеме поставката сега, како што кажаме, која што е наменета исклучиво за виното. Повелете. Почнуваме од овој дел каде што се шишињата. Да, малку ќе се вратам наназад во развојот на лозарството и винарството, да го кажем и средниот век како поминал во отиквишијата и што се случувало во тој период. Сакам да ви известам дека средниот век е карактеристичен тоа што турците дошле тука, прво. Втора работа, лозовите насади се обработувале екстензивно, минимално, односно биле во раците на манастирите и црквите во тоа време. Куранот не дозволувал да има користење нели на алкохол, имаме забранување на тој развој на лозарството и винарството. Кога доаѓа до експанзија, да се поврзиме со ова вино, доаѓа до експанзија 19 век, крајот на 19 век, 1885 година во Кавадарци фамилијата Велкови ја формира првата винарска визба на Балканот. Приватна винарска визба се вика Тиквеш. Имаме и визит карта од тој период, имаме етикети кои што ги користеле во првата половина на 20-ти. Ова се оригинал вина и оригинал етикети. Етикетите се оригинал на долните шишиња, а во горните шишиња, овие три шишиња се на фамилијата Велкови. Ова шише е од 1926 година, виното е од 1926 година, за да може ние да го представуваме тука. Другите две шишиња се по нов датум. Тоа е најстарото вино. Најстарото вино кое што го имаме ние тука. Во фамилијата Велкови има постари вина, каде што и доминира тие вина и неговите предмети во Винскиот музеј на град Кавадарци. Фамилијата Велкови правела разни видови на вино, бели, црвени вина, маджун, разни сокови од гроздот и така натаму. Сето тоа се случувало првата половина на 20-тиот век, кога фамилијата Велкови направила експанзија за производство на вино и на ракија, односно се зголемиле лозовите насади. Ова била линија на фронт во Првата светска војна, 1914 година, поминувале француските војски од Северна Африка. Со себе имаме и фотографии од тој период. Во Кавадарци ги имаме од нашата архива. Дури и камели поминувале тука. Во нацизмите на секој од војниците се пренела растителна вошка на територијата на општина Кавадарци. Што значи таа растителна вошка? Тоа е филоксера, која што ги напеѓа лозовите насади. И ги во Кавадарци за тие неколку години, до 1920 година, тотално ги уништува сите лозови насади. Како се обновуваат потоа? Значи 1920 година во Кавадарци се формира калемара во селото Трстеник, каде што да се направи нов калем и да има нов расад на лозови насади и оттаму почнува развојот на лозарството со полн сјај, како би рекол јас, да се представи Кавадарци во најдоброто светло. Зошто го зборам ова? Затоа што тогаш на неколку видови на калеми се донеле лозови, односно лозови насади од различни земји. Значи, соседните земји и се станале автохтони, бидејќи се прилагодиле на ново поднебје. Фамилијата Велкови, овие тројца браќа, кои што секој си ја знаел својата работа. Тоа е приказката. Еден од браќите ги обработувал лозовите насади, еден од браќите правил вино и ракија, а третиот бил трговец, бизнисмен бил. Одел во Солун. Тука лежи и успешноста на целата приказна. Оди во Солун да ги однесе неговите производи за да ги продаде. Но тој го развил сето тоа, фамилијата Велкови дури и
почнала да прави размена, да носи од Солун односно метакса и узо, каде што на овие простори се вршела таа и размена и се носело тие производи. Ова е мулјачот од првата половина на 20 век на фамилијата Велкови, малку како да кажам, среден, но и до ден денес работи. Ламја го викале, бидејќи собирал во тоа време еден кош грозје. Бил ги задоволувал потребите, бидејќи од 50 до 80.000 килограми на грозје во првата половина 20 век произведувале фамилијата Велкови. Како импозантна бројка е тоа за производство на вино и за производство на вино. Овој казан е и 800 килограми може да собере комиње внатре и да се дестилат да се направи ракија. Значи толку вложувале во самото производство. Дали другите предмети се исто така од фамилијата Велкови кои што се тука потекнуваат од нив? Тоа е пресата која што ја имаме, која што се добива маџун. Пресата се полни со грозје, се стават на горниот дел дрва и со вртење на овој дел се пресира грозјето и се добива гроздов сок. Во теквешијата гроздовиот сок со долготрајно варење правиме маџун. Имаме тука разни прскалки, исто така и прскалица германска која што е од фамилијата Гркови од Ваташа. Од 1928 година датира таа прскалица. Карактеристичен предмет во домаќинството било ова направа која што служила за правење на пуканички, пуканки, која што била чест декор, чест предмет во домаќинството. Ова направа е за печење кафе. Да би се задржал на овој предмет, катарка за вино. Се смета дека во таа размена која што ја вршеле фамилијата Велкови и со другите фамилии е донесена во Кавадарци од Солун. На неја има старогрчко писмо и година 1812 година. Начинот на градба на подрумите е карактеристично во Кавадарци, како се правели подрумите, односно куќите, самата изглед на овој дел не е направен од природни материјали и тоа глина, слама и трска. Така што на овој уметнички начин на прикажување го доловуваме моментот на изградба на подруми во теквешијата во тој период негде, што реков, првата половина на 20 век. Токму така навистина кога се наоѓате тука е како еден времеплов, да се вратите назад во времето и да почувствувате како изгледал животот тогаш во тие простории каде што се чувало, се произведувало виното и нормално се конзумирало. Ако сме кај конзумацијата пред да преминеме во другата поставка, да не бидеме многу сериозни, па би сакал да ве прашам, доаѓате ли некојаш во искушение да го отворите на шиши од 1926 година и да го пробате како изгледало виното? Да, имам дадено завет на Коле Велков дека нема да го отвориме тоа шише. Само едно е? Не, тоа е од 26-та година е едно, а другите се малку по-нови вина, негде 70-80 години, течноста внатре. И не знаеме какво е виното. Има ризлинг добар, тоа го знам сигурно, така да со Никола Велков имаме добра соработка.